Слава на православието се светите Божји угодници кои се како нови звезди што светат на сводот на Христовата црква. Тие постојано ја просветлуваат и греат душата на православните христијани. Една од тие сјајни звезди во созвездието на нашата црква е личноста и делото на Свети Нектарije Егински, митрополит Пентаполски, подвижник од Егина, чудотворец, светилник на нашите души. Живеел на крајот од 19 век и почетокот на 20 век. Неговото житие проткаено од детските чекори, па се до неговото благословено заминување од дома, долгите години исполнети со многу искушенија, преку Мала Азија, за да заврши како неискажан светилник на островот Егина во Грција, од каде со своите зраци испреке благодет и благослов на целиот свет. Свети Нектарij се родил во семејство на благочестиви родители во 1846 година во Селиврија Тракиска, недалеко од Константинопол, а на крштението бил наречен Анастасиј. Како вистински Божји избраник, момчето уште од детството го засакало храмот, Светото писмо, се научило на молитва. Но сиромаштијата на родителите не му дозволила да учи во родното место и со 14 години тој започнува својата животна патека, заминувајќи најпрво во Константинопол за да најде работа со која ќе заработува за школувањето. Целиот негов живот бил со збор и дело, непрекинато славење на Троичниот Бог и постојана грижа за сечија душа. Се движел по земјата, но бил жител на небесата. Имал изглед на човек, но живеел како ангел. Се борел да го всади стравот Божји, љубовта, верата, посветеноста. Но до крајот на животот тој морал да го носи крстот на прогонството и името на митрополит во немилост, кој не припаѓа на никоја автокефална црква. Свети Нектарije не заминал ниту во пустина, ниту се искачил на столб, туку во светот, низ секојдневието, го постигнал највисокото ниво на светост, како и другите големи и сјајни звезди на нашата црква. Оваа мала група намерници, повикани од топлината на Егинскиот светилник, ја започнаа својата поклоничка патека. Напуштајќи го пристаништето Пиреја, бродот потона во прегратките на морските бранови. Стојќи на палубата од бродот, во градите трепереше душата, која е во исчекување на непознатото, средбата со старецот. Се уште е силна неговата љубов, неговата вера и молитва, која примивме во срцето. Таа не повика на овој далечен пат, како би се допреле до неговите свети мошти, кои низ години творат чудесни исцеленија и спасенија. Морето во сета своја раскош станува нем сведок за нашите мисли, потреби, надежи. Се приближуваме до брегот на островот Егина, во кој е разпослан стариот град Палеахора. Тој во своите пазови, како скапоцен писар, го чува Егинскиот светилник, манастирот на Свети Нектарije. Температурата е пеколна, но не ја чувствуваме. Топлината која доаѓа однатре, таа не прави жедни и со нетрпение стремиме кон чашата која ќе изгасне таа жед. Манастирот на Свети Нектарije, стариот бор, светата вода, неговата келија и секако најсветото, гробот на светиот старец. Секој делче од овие простори го чува допирот на благословените раце на Свети Нектарije, кој сам го издигнал овој манастир заедно со своите 3 послушнички. Стојам пред стариот бор, стар повеќе од 100 години. Засаден од рацете на монахињата Анастасија, која по Божја промисла го засадила само на неколку милиметри растојание од местото каде се наоѓа гробот на светителот. И очите се наситуваат со пресладките зборови на дрвото, кое раскажува за тоа како сестра Анастасија сакала да го засади борот
токму на местото каде што сега се наоѓа параклисот, во кој се положени моштите на светителот, кои исцелиле и ке исцелат илјадници болни. И одеднаш чула глас кој говорел: засади го дрвото понатаму, тука ќе биде нечиј гроб. Анастасија не послушала и повторно се обидела да го засади борот на истото место. Гласот повторно се јавил, го изговорил истото, но таа не послушала. И по трет пат, кога се јавил гласот, некоја сила ја замавнала Анастасија, таа паднала на земјата и со солзи го исполнила кажаното. Денешните раскошни гранки во себе го имаат сведоштвото за тогашното сестринство на Свети Нектарий, водени од прозорливата игуманија Ксенија, која, иако слепа, работела и садела по нивите заедно со другите две сестри со кои Свети Нектарий го основал манастирот. Се доближувам до бунарот со света вода. Во времето на Свети Нектарий манастирот бил многу сиромашен. Едвај се прехранувале, а вода немале. Еден ден по литургијата Свети Нектарий почел да копа непосредно до црквата и протекла бистра, чиста и сладка вода, која до ден денешен ги облажува болките и ги лекува раните. А веднаш тука и црквата посветена на Света Тројца. Стотици луѓе влегуваат таму, плачат и молат за љубов, здравје, за мир, спокој. Свети Нектарий ја поделил црквата на два дела, на машки и женски дел. За време на службите, мажите не смеа да влизат во делот наменет за жените. Во женскиот дел, во амбиент на топлината на двете певници, сестринството со голема љубов, со своите ангелски гласови, го слават Бога и го пеат канонот на Свети Нектарий. Во машкиот дел почиваат дел од моштите на светиот, неговата глава и делови од неговото тело. Тие со години творат исцеление и спасение на илјадници поклоници, а чудотворната икона е сведок за сите нив. Денот во манастирот започнува во 4 часот изутрина, кога сонцето се уште не е изгреано. Во тишината, мноштво луѓе трпеливо чекаат сестрите да ги отворат потлите на манастирот, за да си ги насладат своите души и со страв Божи, вера и љубов да се причестат со светите тајни Христови. Во денот на споменот на архистратикот Божи Михаил и сите небесни сили, 8 ноември 1920 година, ден недела, Господ ја повикал при себе душата на светителот Нектарий. Веднаш по смртта, телото на светиот почело да мироточи. Кога ковчегот го пренеле на Егина, целиот остров излегол со солзи да го испрати својот светител. Луѓе на раце го носеле ковчегот со светиот и потоа забележале дека облеката во која тие облечени за време на погребот на светителот била благомирисна, а рацете и лицето на Божиот угодник обилно мироточеле и монахињите со памук го собирале мирото. Светителот е погребен во костурницата на манастирот. Костурницата од различни причини ја отварале неколку пати и секогаш се уверувале дека телото е негнилежно. Дури ни љубичиците што некој девојче ги оставило во ковчегот, немале ни трага од гниење. Во 1961 година се одржала неговата канонизација, биле отворени неговите свети мошти. Се покажало дека останале само коски. Како што кажале духовниците, моштите искнеле за да може да се разнесат по целиот свет, како благослов од Свети Нектарий.
Колку радост, колку тага, колку солзи, колку насмевки застануваат пред скромниот дом на големиот светител. Колку ли само раце се доближуваат до неговата бела постела, до малиот кревет, кој стои во собата на Свети Нектари, чуван од сестринството на игуванијата Теодосија. Масата на која тој пишувал и која сам ја изработил, Библијата од која се напојувал. Со голема возбуда стојам пред витрината во која грижливо се чуваат разни предмети кои припаѓале на Свети Нектари. Гледајќи ги, чинам ете го Свети Нектари како шета во своите папучки со бреницата во својата рака, а во очите и на устните блеска насмевка која ме потсетува на неговата силна љубов, на неговата вера и молитва. Последните години Свети Нектари ги поминал во постела, но од малото отворче во зидот никого не оставил да биде лишен од неговите полуки и благослови. Радувај се, невесто, не невеста. Песната, која пеат низ години многу генерации, создадена е токму тука пред иконата на Пресвета Богородица со младенецот од рацете на Свети Нектари. На барање на отец Макарije, сестрата ни објасни дека моштите на Света Ксенија се наоѓаат во соседната просторија, но само еднаш годишно се отвараат. И повторно душата моја полна со благодарност кон Свети Нектари, кој не удостои со своите молитви за стапништво пред Господа, да се чекориме ние четворица поклоници во неговиот манастир и да се нахраниме од љубовта која непрестанно извира и вирее во секој агол на овие простори. Сеќавајќи се на мојата ништожност, на мојот грев, на моите недостојни чекори, посакав благодатта од допирот на ова свето место да ја имам во срцето и да ја носам за навек. Заминавме со полна душа, со благослов од сестринството, а мислата во нас беше повторно да се вратиме тука.